За разлика од лани, годинава нема да има никакви проблеми во однос на снабдувањето со дрва за граѓаните. Ова го тврди првиот човек на јавното предпријатие Македонски шуми Жарко Караџовски. Според него, јавниот повик за купување на дрва Македонски шуми го објавиле кон крајот уште на 2015 година и тој траел се до март 2016. Целта на тој јавен повик била да се утврди точната бројка на сите клиенти кои сакаат да набават дрва од Македонски шуми. Бројот на граѓани кои сакале да купат дрва од шуми бил далеко поголем за разлика од лани. Само во Прилеп тој број бил зголемен за 30%. Показател втор за сето ова е што битна работа е да врз основа на она што се појавува како бројка која што треба да биде продажба, и ние мора да имаме производство. Значи, она што е битно, ние заклучно со месец мај, производството ни е зголемено во однос на ланска година за 160 па некаде до 180%, или изразено во бројки, ние моментално имаме произведено преку 230.000 метри кубни до заклучно со месец мај. Ако тоа го споредиме со ланска година, значи толкава количина ние лани имавме во месец август. Што значи дека сме спремни, залихи имаме доволно. Тие залихи секако, значи која од шума, која на шумски склад се транспортираат секојдневно. Караџовски вели дека тие биле оптимисти и дека се надеваат некаде во октомври да заврши комплетно дистрибуцијата на дрва до граѓаните според договорите. Инаку пазарот со огревно дрво во Македонија не го сочинуваат само Македонски шуми. Туку таму се присутни и други приватни складови, кои исто така вршат продажба на дрва до населението. Според Караџовски, друг показател дека годинава ќе има доволно дрва, била и добрата снабденост токму на тие складови. А резултат на таа навремена снабденост или навремено производство е показател и на самата цена. Значи, генерално, цената во Република Македонија, што во приватни, што кај нас, е на едно ниво кое што е од како претходните години. Значи, кај нас е константно истата цена, 2450 со 2380, значи цена на склад, плюс превоза до дома. Во приватните складови некаде максимално, значи кога велам максимално мислам најчесто на Скопје, се движи до 3200 денари, што се цени кои што се со година назад со исклучок на ланска година. Што покажува, значи самата цена покажува дека за да таа биде така стабилна, има доволно количина огромно дрво. Инаку јавното предпријатие Македонски шуми 2015 година во однос на 2014 ја завршиле поуспешно и во материјална и финансиска смисла. Се произвеле повеќе 100 милиони метри кубни на дрва, а по завршната сметка биле во добивка од 82 милиони денари. Во исто време успешно биле наплатени сите обврски спрема добавувачите, а немало и доснење на плати како во минатото. Исто така се размислувало за започнување на нови екопроекти, како оној на искористување на биомасата од шумите и производство на пелети.